Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за давање согласност за склучување на анекс на договорот за соинвестирање во изградба на затворениот пливачки базен во општина Битола со број 10/45/29 од 19.2.2020 година. Точка број 2. Одлука за примање на донација за потребите на проектот Подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион. Пешачка патека на Тумбекав. Кој е за ваквиот предлог дневен ред, ве молам да крени рака. Едногласно. Минуваме на точка број 1. Одлука за давање согласност за склучување на анекс на договорот за соинвестирање во изградба на затворен пливачки базен во општина Битола со број 10/45/29 од 19.2.2020 година. Имаме представник од општината, повелете. Добар ден на сите. Пред нас е одлука за давање на согласност за склучување на договор анекс договор за изградба на затворениот пливачки базен во делот на надзорот. Имено во договорот кој што од 2020 година, 19.2.2020 година, беше склучен помеѓу општина Битола и Агенцијата за млади и спорт. Обврската за надзор беше на Агенцијата за млади и спорт. Со овој анекс договор се прави измена во членот 6 во обврските на општина Битола и се додава дека надзорот ќе го има општина Битола. Имено таму, колку што сите знаеме, отпочната е градба на базенот, во фаза во која што е. Имаше и претходно избран надзор, меѓутоа информациите колку што во моментов ги имам, на тој надзор договорот му истече, 5 годишен надзор бил и им истече во месец јуни. Имале анекс на договорот до месец октомври и од октомври е раскинат договорот, значи немаат надзор, така да обврската за надзор сега Агенцијата за млади и спорт ни ја предава на општина Битола. Ова е тоа, ќе бараме како општина да ни се дај целосен пресек, бидејќи досега ние го немавме во нас ниту договорот за изведба со изведувачот, ниту договорот со надзор. Сега, бидејќи ја земаме обврската за надзор, ќе го побараме и договорот за изведба, ќе побараме пресек од она што е направено, како е направено, што од тоа новиот надзор ќе прифати квалитетно или неквалитетно, и ние ќе мора да имаме чиста слика на она што таму, на она што го превземаме понатаму за изведба. Значи, со ова одлука само се дава согласност дека општината може да го потпише договорот со Министерството сега за млади и спорт, дека анексот ќе биде наша обврска. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор или има некакво прашање? Повелете. Прво прашање ми е дали истиот надзор што досега работеше врз сите градби во општина Битола, улици и така натаму, ќе врши работата на ова изградба? Не. Значи, не можам да кажам. Прво, не е еден надзор над сите објекти. За сите објекти во општина Битола ние распишуваме посебни набавки, имаме рамковен договор со надзори повеќе и на тие рамковни договори со повторни прибирања на понуди за секој објект имаме различни надзори. Меѓутоа, за овој надзор сега, ова ќе бидат потребни дополнителни средства кои што ќе треба да зголемиме рамката во програмата за уредување за надзорот од високоградба и ќе треба да ги обезбедиме средствата. И тој ќе си оди исто на тендер, ќе го избираме во постапка како и сите други надзори кои што ги избираме. Значи, овие средства нема да бидат од државата, ние од општината ќе ги изваиме, така? Да.
Добро, Во зашто постапка. се нафативме ние на оваа работа? Молам? Зашто се нафативме ние на оваа работа? Нема државата пари или ние с нешто сакаме да придонесеме? Тоа не знам, не сме се уште нафатени. Значи ова е предлог кој што се поднесува до општина Битола да го превземи надзорот. Зато се носи одлука дали општината да го превземи надзорот или не. Извинете, председателке, ова е предлог од Во материјалите имате. Не знам дали ги отворите. Дали ги отворивте? Отворете. Значи Министерството бара, меѓутоа општината, доколку не ја добија ова одлука од Совет на општина Битола, не може да го превземи. Добро, окей, Затоа е и на дневен ред. Значи тие најверојатно предложиле, а дали ќе се прифати, треба денес да одлучиме на Совет. Мислам на комисија и во вторник на седница на Совет. Не, меѓутоа некој треба да му одговорил сигурно контактот дали можеме, дали смееме, дали имаме средства или немаме за истиот надзор, така? Ма затоа денес ја Велики разгледваме точката. Треба да ни објаснат, еве ни објасна Маријана, не знам во кој дел. И да, и да одобриме, вика, дека треба да најдеме средства од друга програма да префрлиме, така? Кај ќе најдете пари? Значи, или ќе дообезбедиме средства за ова, или од тие средства кои што ги имаме, ќе распишиме надзор, па за другите објекти ќе дообезбедваме во текот на годината. Значи, некои ќе застанат. Значи, добро. Во однос, дали има комуникација ваша со Министерството за спорт во однос за работата на надзорот во општина Битола, како функционира? Бидејќи сите објекти улици досега надзорот направил грешка, да ви кажам. За булеварот грешка надзорот, за Стив Наумов грешка надзорот, за кружниот тек грешка надзорот, за недопирливи грешка надзорот. Да ви ги редам сите со ред треба. Не се сложувам дека е грешка надзорот, вие секогаш може- има грешки изведувачот, не е надзорот само. И јас колку што имам информација на општинската страна на општина Битола, кажува, а и тука советниците, дека се што има направено надзорот превид, го превзел. Значи надзорот не е видел во тек на градба дека е направено грешка. Ако сега се Бидејќи пред навраќаме малку рековте назад, дека надзорот ќе треба да види што се има грешка направено и да повтори. Значи тоа се дополнителни ако се, мислам, јас не зборувам се политички, меѓутоа, улицата Булевар 1 мај, како може да констатирате грешка надзорот, бидејќи надзорот не му потпиша, изведувачот на свој трошок си вршеше реконструкција. Значи не е грешка на надзорот, надзорот алармирал, запишал, значи не сакам генерално да излези дека ние сите кривици ги префрламе врз надзорот. Каде што има надзорот кривица, треба да си ја сноси, ама колку што јас гледам досега, изведувачите на трошок на изведувачите ги тераме да си ги поправат работите. Ние не сме добиле извештај каде што надзорот констатирал дека е се во ред, и потоа го тераме изведувачот да поправа. Тогаш изведувачот нема да поправа ако надзорот констатира дека е се во ред. Мислам сега во делот на констатацијата Значи на за сите надзорите. објекти секој изведувач си правил што сака. Не си правил што Па, сака. јас ви Има кажав работи- 5 различни објекти, не исти. Добро, јас немам намера тука да се расправам за надзорите, извинете. Имаме Моите е одлука слободно, значи во не ред. идете, значи нема Вака, ние ќе ве молам, председателки немаше да држете се прашуваме до така. прашањето и да одговорите. Јас одговорив, кажав дека од агенцијата е доставено барање за да превземиме обврска за надзор. Ви кажав дека средствата кои што треба да бидат обезбедени мора да бидат предвидени во програмата бидејќи не беа предвидени. И тоа дополнително ќе треба да се изврши промена на програмата за уредување на градежно земјиште. Значи, тоа е како точка на дневен ред. Се друго во делот на квалитетно или неквалитетно имате право да доставите до нас, да одговориме. До сега Во овој председателке слушавме дека изведувачот, односно надзорот кој што би го презедовме, во претходниот одговор може да го врати Стефан, значи надзорот ќе гледа
каква е градбата, добра е, не е добра и така натаму. И затоа моето прашање беше околу таа работа. И сега кога некои прашања се бендисват или не се бендисват, дрскост е агенцијата оди на највисоко ниво. Одиме во наредниот дел. Значи, анекс на договор за соинвестирање во изградба. Значи, ние ќе инвестираме во делот на надзорот. Да. Добро. И тоа. Затоа прашав од каде ќе бидат финансиските средства. И Само еден момент, она што претходно го кажав дека надзорот треба да провери што е направено претходно, во секоја ситуација тој што ќе дојди бара извештај што е направено претходно, за да може да превземи понатаму да работи. Значи тој што ќе биде избран како надзор, не знам дали добро ме свативте, тој што ќе биде избран како надзор, ќе мора да се направи, да се седни на маса и да се направи контрола. Што е направено, што се превзема понатаму, бидејќи овај надзор кој што ќе дојди, може ќе каже дека јас не ја превземам одговорноста на тоа што довде како пресек е направено. Тоа сакав да го кажам, не знам колку добро ме разбравте. тоа треба да го сватат граѓаните, јас немам потреба да разбираме, бидејќи не сме нити урбанисти, нити граѓани. Граѓаните ние не од нив избрани тука да ве прашаме. Дали ќе сакаат или имате намера, тоа е ваш избор слободно, значи и вие сте платени од нив, меѓутоа ваш изборот очигледно така да функционирате. Значи, колкав временски период ќе биде во однос на таа работа завршена постапката во делот на надзорот или одговорот дали ќе се убрза или ќе се усложни постапката? Дали имате информација? Немам информација, бидејќи не знам колкав е рокот на изведувачот кој што е се уште активен или актуелен, не знам, на тоа што ќе го добиеме како договор со изведувачот, тоа што останува за да се работи, на него ќе треба, на рокот на изведувачот треба да се направи рок на договорот за надзор. Колку време ќе трае постапката за соинвестирање, односно пронаоѓање на нов надзор? За избор? За избор? Не можам да кажам, јавни набавки ја спроведува постапката и не знам со роковите тоа колку време ќе им треба за да изберат нов надзор од моментот кога ќе почне. Можда, не знам, 30 дена, 20 дена, не знам во делот на висината на средствата колку рок им треба. Некој друг прашање? Повелете. Благодарам. Ме интересира, би ги кажа раководителката дека базенот, ако не се лажам, се гради точно 6 години во Битоло, 2019 година. Сега, дали... Не, од 2020 е подпишан договорот, 19.2.2020. Да, има 19 февруари 2020. Има 19.2.2020 е 2020. договорот меѓу Да. Општина Битола и Агенција за млади и спорт. Сега 5 ќе правиме. Да, значи Не 5 надзор. години се гради. Сега, овој надзор што ќе го превземе ние, ако го превземе како обврска, дали тоа значи дека надзорот ќе почне со надзор над работите на онак докај што е сега застанато, или ќе треба да го потврди она што беше претходно градено? Бидејќи таму претпоставувам дека како што информираат граѓаните дека делови кои што се направени се оштетени. Дали го превзема комплетниот надзор или докаде што е сега направено? Тоа ме интересира. Па јас претходно тоа сакав и тоа се обидов да го објаснам дека надзорот кој што надзорирал до месец јуни, односно со анекс на договорот до месец октомври, бидејќи му се продолжил рокот, има извештај за тоа што е направено. Но еве сега јас ќе кажам, ние како техничка служба велиме да, во моментот тој констатирал дека е нешто направено, но таму има оштетени делови многу. Кој тоа ќе ги поправи? Ние се прашувавме, кој тоа ќе ги поправи? Значи овој надзор, кој што ќе треба да го избериме, ако го избериме, ако се согласиме, треба да излези добро на терен и да ја констатира состојбата, бидејќи на крајот завршниот извештај и извештајот за технички прием треба да го потпиши последниот надзор. Тој треба добро да знае што потпишува.
Дали тоа што досега е направено и е оштетено заради необезбедување на објектот и се ред други причини, значи треба овој надзор кој што сега ќе го одбериме да си води сметка што се превзема. Јас мислам дека добро го објаснив, за да нема забуни што е направено и како е направено. Надзорот, неговата работа е да си потпиши што ќе надзорира и на што ќе става подпис. Јас мислам дека точно ве разбрав. Јас имам само едно, не знам дали е прашање, меѓутоа кога оваа точка стигнала до Совет, значи таа е била првопуштена, најверојатно барањето од Министерство за спорт и млади го видел некој во општината кој што има извршна власт, односно градоначалникот. Предпоставувам дека барањето оваа точка да биде на дневен ред е од него одобрена. Што значи дека повторно се враќаме на истото, дека ние овде решаваме. Значи некој пред нас прифатил таква, така наречена понуда од Министерството. Така, мислам, ме разбирате во кој контекст прашувам. Значи, ние овде, денес, ако не изгласаме, нема да продолжи изградбата на базенот со средства од Агенцијата за спорт и млади. Така? Не, ако вие овде не изгласате, не знам во која насока ќе се движи Министерството за спорт и млади. Добро, тоа ме интересира. Значи, Значи, неносењето на одлука, што значи? Дека овој начин кој што е понуден денес, нема да се реализира, така? Овој начин не, меѓутоа не можам да кажам за Министерството, можда Точно. Министерството ќе си продолжи. Не, јас зборам за, ќе за си оваа нај- одлука стриктно. Ако не се изгласа, нема да биде распишана јавна набавка за Да, надзор. од кај нас Добро, нема. Од тоа кај ме нас нема интересира. сигурно, меѓутоа Министерството можда ќе си распиши за да си го заврши објектот. Во ред. Ви благодарам. Повелете. Уште едно техничко прашање ме интересира, дали има информација општинската администрација колкав процент е изграден од овој затворен базен кој што е училишен. Не е голем базен, овој збораме за училишен базен. Дали знаеме колкав процент е изведен од градежните работи таму? Значи, знаеме, на договор од 50 милиони 142.872 денари, досега е изведено по ситуации 20 милиони 695.443 денари. Останува за изведба 29 милиони 447.429 денари. Негде околу 35-40% изведен. Со наши забелешки во смисла дека има многу оштетување на она што е изведено на дворешни оштетувања. Значи, оштетувања бидејќи објектот не беше обезбеден. Во ред, благодарам. Повелете. Тоа значи дека ќе се зголеми вредноста, постои можност да се зголеми вредноста што треба да се исплаќа за да биде финиширан базенот? Не би требало, бидејќи некој треба да си сноси одговорност зошто не го обезбедил објектот или зошто неквалитетно го направил. Значи, сега сме на почеток, да речам. Затоа велам, надзорот треба многу добро да види што превзема за да надзорира. Повелете. Јас имам прашање, значи за колкава сума се работи? За надзор? Па околу со новите тарифници за надзор од високоградба, околу 2,5% од вредноста на чинење на она што треба. Ако е вака чисто колку што е по ситуација околу 30 милиони, негде 736.000, 750.000 денари за надзор ни требат. Имам уште неколку прашања, значи ако е почнат базенот во 2020, зошто пример до сега фаза по фаза не бил пример завршен, ако имало некој рокој за да се заврши? Том агенцијата треба да каже. Односно сега Министерството. Не го градеше општината. Ние не го градевме, ние само имавме обврска да обезбедиме приклучок за вода, за канализација и за струја. И тоа го обезбедивме. Во ред дека Министерството, меѓутоа сега вие, ако ние како општина ако обезбедиме надзор, дали имаме некоја гаранција дека ќе почне да се работи и да се заврши базенот, така?
Јас тука не можам да кажам гаранција. Од сме имале веќе на активна постапка што траела 5 години за надзор и никој не го дозаврши проектот. Сега сакаме нова да распишеме и пак не знаеме ли ќе се заврши или нема се заврши проектот, ние треба да одделбаме пари. Што тие пари можеме да ги намениме за нешто друго. Дали ние имаме некоја гаранција, писмено, устно нешто, некој од Министерство дека се планира со одвоени средства во буџетот на Министерството за 2025 за да се заврши работата за базенот. Фала ви. Значи, штом пуштаат анекс договор за да се потпиши, значи се со намера дека ќе го градат и дека објектот треба да биде завршен. Меѓутоа, тука јас не можам да одговорам. Други прашања немате? Повелете. Значи, од она што го каже и раководителот и она што ни е доставено како материјали, единствена обврска е на општина Битола да го обезбеди надзорот над објектот. Сите финансиски средства и доколку има оштетување, ќе бидат натовар на Министерството. Едноставно е, дали ќе прифатиме надзорот да го плати општината и да продолжи градбата или треба да чекаме нова постапка за надзор од страна на Министерството. Мислам дека најразумно е сите заеднички да донесеме одлука да го прифатиме надзорот, да го финансира општина Битола, додека изградбата на затворениот базен училишен си го плаќа Министерството за спорт и млади. Да не чекаме уште 5 години, најдобро е веднаш да ја прифатиме одлуката, мој предлог, и да чекаме од Министерството да ја спроведи комплетната набавка. Бидејќи тука, како што во материјалите што ни се доставени, тие гарантираат дека ќе го направат тоа. Нашата обврска е само да го прифатиме надзорот. Тоа е мој предлог. Благодарам. Благодарам. Тоа е предлог и во точката. Не е ваш. Повелете. Кога општина Битола обезбеди вода и струја согласно договорот за објектот? Во моментот кога изведувачот актуелниот се обрати до нас дека е дојдено до фаза за да треба да се приклучи на вода и канализација, ние со измени во програмата тука минатата година во есента обезбедивме и вода и канализација и струја. Значи 2024 обезбеди. Да, бидејќи изведувачот се обрати до нас и побара да биде приклучен и ние ги обезбедивме приклучоците како општина Битола. Дали може да го видиме договорот За за базенот, основниот? основниот? Еве го. Да го видиме, значи Го имаме во материјали, пуштени Пуштени се? се. Да. Вчера се пуштени Нека ги после пуштиме 3 за јавноста да ги видат, да се споредат. Да, уште одма се пуштени за оваа точка. Да. Јас колку што видов го има договорот. Да, и анексот. Значи фактички има измена во некој член колку што видов јас. Добро. За таа работа. Значи, и дали ќе може до седница да ни кажат доколку го прифатиме овај анекс договор, бидејќи ќе треба одредени, како што каже представникот од општина Битола, финансиски средства да ги оделиме за други објекти да нема надзор, да ни кажат кои објекти нема да биде надзор. Ама не реков дека нема, јас реков како можност. Значи јас сега велам, јас само кажав дека треба да се дообезбедат средства за овој објект. Ние не можеме сите во јануари, сите не ќе ги почнеме објекти во февруари. Добро, да може да ни кажете кој нема да ги почнете во Па јануари? сите ги имате програмите, ги имате пред вас. Кој нема да ги почнете? Динамиката? Да. Ќе ви Бидејќи треба да трниме средства, да ни кажете кој не. Не нас на граѓаните, мене не ми треба воопшто. Значи, Значи, тоа јас зависи прашувам од за граѓани. договорите кои што ќе се склучат и во оваа фаза сега ги очекуваме сите договори. Како ќе доаѓаат договорите, така ќе се изработува динамика за работа. Сега вие во моментот ми велите дајте ми сега, не можам да ви дадам таков податок сега. Значи, склучуваме со договори без да имаме одобреност финансиски средства. Така? Ако Имаме. го договориме ова и ако го изгласаме, Добро. сето тоа што сте договориле, ќе треба да му речите почекајте, оти треба на друго место да дајме пари. Ви имаме 5,5 милиони денари на ставката за високоградба. Добро? Во тие 5,5 милиони денари треба да се дообезбедат уште и овие 736.000 денари. Сега, кој ќе оди прв, кој ќе оди втор објект, во зависност од тоа кој договор е склучен веќе и за кој договор има услови да се почне.
И сега вие ми барате нешто што во моментов го немам, дајте ми. Треба да направиме динамика со кои објекти ќе можеме веднаш да почнеме. Значи со истиот аршин кога разговараме на седница, кога ќе речеме слушајте, сакаме да биде овој проект, сакаме да биде ова ман, али велите вака. Дајте кажете ни од која место, од која ставка да изваиме. Исто, потполно исто. Оти кога ќе излезиме тука и кога ќе збораме на граѓаните дека ќе биде базенот или ќе биде, не знам, мултифункционалниот спортски објект или пожарната или така натаму или не знам кој да ги кажеме, други објекти, велиме, абе добро рековте, ама знаете дека донесовте одлука да биде ова поприоритетно. И после повторно одлуката, тежината, кабаетот се врти на Советот на општина Битола. Заради тоа прашуваме, ништо повеќе. Ако сакате, може да одговорите, ако не, нема да... Како што? Јас имам прашање. Значи, пова вие што го кажавте, набавката за изведба и набавката за надзор одат во различен период. Прво чекате се заврши иначе набавката за изведба, склучувате договор и после тоа распишувате набавка за надзор. Да, бидејќи На на истиот. процент на склучен договор, на вредноста на договорот, клаваме Се обезбедува надзор. 2,5% или 2% во зависност од тоа дали е линиска инфраструктура и на него обезбедуваме надзор. А таа е фиксна така или е од 2 до 2,5%? 2,5%. Сега е веќе 2,5% со новите тарифници. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам. Минуваме на точка број 2. Одлука за примање на донација за потребите на проектот Подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион, пешачка патека на Тумбекав. Повелете. Добар ден, Митри Атанасовски од Оделението за економски развој, значи. Пред известно време, значи, се изгради патеката преку центарот за Пелагонискиот регион и имавме тука некоја одлука, општина Битола кофинансираше, изведбата е завршена, патеката е и ние процедурално центарот ни ја предава нас за натамошно одржување. Значи само ја примаме како Ја донација. примаме, да, и имаме ние записник кај градоначелник за примопредавање, меѓутоа по протокол и одлука за ќе ја примеме и толку. И му ја предаваме на... Значи сега си преминува во наша собственост и одржувањето е на општина Битола или? Да. Да? На Добро. општина Битола. Благодарам. Некој друг прашање? Повелете. Овој проект се работи од кога? Па пред 2 години е започнат и сега е есента завршен. Чи ние само превземаме така како што рече. Да, тие беа преку Пелагонискиот некоја донација преку швајцарска амбасада. Швајцарската амбасада, збораме за тоа, од И Министерството ние за имавме локална некој самоуправа, така. процент за Со кофинансирање беше кофинансирање, не знам суштината. детално процентот Небитно, колку да. беше. Затоа прашувам дали разговараме за истата. Истата, да. Добро. Во ред, некој друг прашање? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Минуваме на гласање. Точка број 1. Одлука за давање согласност за склучување на анекс на договор за соинвестирање во изградба на затворен пливачки базен во општина Битола со број 10/45/29 од 19.2.2020 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за. Точка број 2. Одлука за примање на донација за потребите на проектот Подобра социјална инклузија преку изградба на инфраструктура за млади, спорт и рекреација во руралните и урбаните средини во Пелагонискиот регион, пешачка патека на Тумбекафе. Кој е за, ве молам да крени рака. Знам. 3 за. Констатирам дека точката е усвоена. Со ова е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.